Речиси 890.000 ветерани изложени на токсични материи за време на нивната служба веќе имаат корист од актот ПАКТ. Закон што председателот Џо Бајден го подпиша 2022 за да ја прошири здравствената заштита и придобивките за погодените и нивните преживеани. Бајден објави дека досега се одобрени 1 милион барања со законот ПАКТ. Проблеми со дишењето, рак на мозокот, луѓе кои страдаат доволно долго. Не треба да докажувате дека вашата болест потекнува од служењето во армијата, а благодарение на законот ПАКТ не треба да го докажувате тоа сега. Бајден подвлече дека повеќе од 30 двопартиски закони за поддршка на ветераните, најблиските и преживеаните досега се усвоени за време на неговата администрација. Ги изголемивме ресурсите за да ставиме крај на бездомништвото на ветераните. Ангажиравме и обучивме стотици дополнителни психијатри за ментално здравје, специјално за да им помогнеме на ветераните да стават крај на типкото зло со самоубиствата. Доналд Трамп, републиканскиот ривал на Бајден во претседателската трка 2024, тврди дека ветераните имале подобри бенефиции кога тој беше председател. Трамп го изложи својот аргумент во видео објавено на онлайн видеоплатформата Rumble уште во ноември. Имаме 33.000 ветерани во ова земја кои се бездомници и живеат многу лошо. Би додал, тоа е срамно. Им помогнавме на многумина во текот на моите 4 години, а сега тоа не е така. Ако се врати во Белата куќа, тоа ќе се промени, додаде Трамп. На првиот ден од превземањето на функцијата ќе подпишам извршна наредба да го прекинам огромното финансирање на Бајден за прифатилишта и транспорт на нелегални мигранти и ќе пренасочам дел од тие заштеди да се обезбедат установи и третман за бездомниците кои се американски ветерани. Националното здружение на социјални работници ги поздрави подобрувањата на благосостојбата на ветераните и во администрациите на Бајден и на Трамп. Например, како зголемен пристап на ветераните до поддршка и грижа не само преку одделот за ветерани, но предизвиците остануваат. Поединците се соочуваат со проблеми со пристап во системот, но исто така имаат и проблеми со документацијата. Значително време на чекање да добијат помош. Естрит истакна дека следниот председател ќе треба да посвети посебно внимание на олеснување на пристапот на ветераните до грижата за менталното здравје, особено имајќи ги во предвид недостигот на обучен персонал за такви услуги.